Është koha intervista së ditës në minutat në vazhdim do të flasim lidhur me mundësinë e ekstradimit të ish kryeministrit Nikola Gruevski në Maqedoni. Me mua në studio është Darko Avramovski nga Të gjithë përgjykimet të drejta. Добродојдовте во Алстат, господин Аврамовски. Благодарам на поканата. Ево актуално пак се актуализира случајот со Никола Груевски и тоа по најавите на новиот премиер на Унгарија дека за такви лица нема место во Унгарија. Што би значило ова за Македонија? Дали би можело Груевски како азилант, како бегалец пак да се враќа во земјава? Прашањето е малку покомплексно од правен аспект, значи доколку тој самиот избере да се врати и да ги прифати оние одлуки кои веќе се правосилни, тогаш да би било на класично издржување на затворските казни кои веќе се определени од судот, меѓутоа доколку тој не го направи тоа доброволно, ситуацијата е, како што кажав, далеку покомплексна. Најнапред е прашањето во врска со азилот, доколку Унгарија одлучи да го одземе ваквото или продолжи или одземе. Така, во таков случај веќе се прават чекори понатаму. Значи самата постапка за одземање на азилот е комплексна и долга процедура, меѓутоа дури и доколку биде одземен азилот, тоа не значи и автоматска екстрадиција во нашата земја. Тука сакам да ве прашам и за граѓаните да му биде малку појасно. Што би значило тоа? Да речеме дека Унгарија нема да му продолжи азилот на Груевски. Што би значило за државата? Кои би биле првите чекори на судските органи наши, ако веќе се враќа во земја? Така, значи нашата држава ќе треба да побара тој да биде екстрадиран назад за да се извршат оние казни кои се веќе определени, за да се продолжи со постапките каде тој е обвинет. Меѓутоа, постапката за екстрадиција е независна од правото на азил, која е политичка одлука, и во постапката за екстрадиција се оценуваат други фактори, меѓу кои дали лицето ќе добие фер и правично судење во државата. Тоа не е само формална постапка, туку и суштински навлегуваат судовите во оцена на тоа. Тоа треба да го оправдува во земјата кај што престојува моментално? Да, значи во таквата постапка ќе се води пред судовите во Унгарија, каде нашата држава ќе има задача да ги убеди судовите дека ќе овозможи фер и правично судење на лицето, што во пракса веќе имаме неколку случаи каде не било одобрено правото на азил, меѓутоа исто така не било одобрена ниту екстрадиција на лицето. Без разлика дека нема азил, државата не го испорачува тука во Македонија. Токму така, да. Значи во такви случаи државата може да одлучи воопшто да не го испорача, доколку смета дека нема да има фер и правично судење, како што кажа веќе имаме. Сепак гледајќи најавите на новиот премиер на Унгарија, премиерот на Унгарија може да влијае на постапката на правото на азил, бидејќи тоа е првенствено политичка одлука, меѓутоа дури и таму лицето кое го добива, односно кое го губи правото на азил, има право на судска заштита. Кога станува збор за екстрадицијата, таму конечниот збор практично ќе го имаат унгарските судови кои ќе треба да одлучат токму за овие прашања, за овие фактори, меѓу кои ќе биде доста тешко, бидејќи нашата држава нема добар трак рекорд во однос на правото на фер и правично судење. Постојат многу извештаи, многу окажувања и многу индикатори на тоа дека државата нема целосна независност на судството, дека постојат одредени сомневања за селективна правда и така натаму, што впрочем беше цитирано досега во неколку случаи поврзани со прислушкувањето, каде Грција одби да екстрадира лица кои се обвинети, исто и во случајот 27 април од овие по медиумски експонирани случаи, исто така имаше случај каде Шведска, земја членка на Европската унија, одби да екстрадира лица обвинето назад, токму заради тоа што судовите таму не веруваат дека тој ќе добие фер и правично судење. Така што и во овој случај ќе биде отприлика истата постапка, каде судовите во Унгарија ќе треба да одлучат дали на лицето ќе му се овозможат сите права и стандарди во поглед на судските постапки. Тука треба да се има предвид сигурно и влијанието што го има сигурно и Орбан во судовите во Унгарија, можеби. Тоа е веќе дел од факторите кои се надвор од контрола, меѓутоа формално правно гледано станува збор за суштинско оценување на состојбите со фер и правично судење во државата,
а знаеме дека таму постојат сериозни критики за нашиот систем, така што нема да биде лесно. Груевски дел од најголемите предмети против него веќе застареа, меѓу кои да ги читам ТНТ, Космос, Траекторија, меѓутоа има и неколку предмети кај што е обвинет. Титаник и Талир уште се во процедура, значи во овој аспект дали во случајот на Никола Груевски се исполнените условите за неговите адвокати да барат повторно судење, бидејќи е осуден во отсуство? Да, значи, особено кога станува збор, согласно нашите домашни закони, кога станува збор за постапка за екстрадиција, кога лице кое е осудено во отсуство се враќа назад заради тоа што е екстрадирано од друга држава, во такви случаи државата која го екстрадира може да побара експлицитно нашата земја Македонија да одобри повторување на постапката, независно колкав рок и да поминал од моментот кога лицето дознало дека е правосилно осудено. Значи, ова како гаранција за судовите во Унгарија дека ќе добие ново судење од почеток за предметите. Да, да. Значи тоа може да гарантира негово можно враќање? Да, значи тоа е еден од начините на кои што Унгарија може да се сложи да го екстрадира лицето, доколку нашата земја гарантира дека ќе се повторат постапките, вклучително и оние каде тој е осуден во отсуство. И дали барањето за повторно автоматско одложување го одложува издржувањето на казната? Апсолутно, да, ќе мора да се повтори оние казни. Бидејќи премиерот вчера рече дека треба да оди во затвор ако се појави во Македонија, ама ако веќе адвокатите барат повторно судење, дали тоа и автоматски би значило дека Груевски нема да лежи во затвор? Да, значи тоа зависи од... Тоа малку да го објасниме. Така, зависи од начинот на кој ќе се врати. Како што кажав и на почетокот, доколку тој доброволно и самостојно реши да се врати во државата, без постапки за екстрадиција и слично, во таков случај да, ќе треба да биде спроведен во затвор на одржување на казната, затоа што не се исполнети, барем во дел од предметите, не се исполнети условите за да бара повторување на постапката, бидејќи знаел дека има правосилна пресуда против него во државата. Во такви случаи може да го побара повторувањето на постапката во рок од 1 година, откако дознал дека има пресуда. Меѓутоа, доколку се оди во постапка по екстрадиција, тогаш Унгарија може да бара, независно колкав период и да поминало и дали тој знаел или не знаел за тоа дека е осуден, Унгарија може да бара да се повторат и оние постапки каде има правосилна пресуда. Во таков случај нема да се оди на извршување на казната, туку ќе мора да се донесе одлука за повторување на постапките и да се почне од почеток, па дури во одредени случаи може да се направи враќање не само во судската постапка, туку да има и целосно враќање во фаза на истрага. Вие, значи, ги следите судските случаи, дали во пракса има досега слични случаи во кои осудени во отсуство добиле пак ново осудење? Да, тоа воопшто не е невообичаено, бидејќи еден од стандардите на фер и правично судење е токму тоа, да бидете присутни додека се води постапката против вас, бидејќи тоа е единствениот и најефикасен начин на кој можете да пружите ефективна одбрана против сите обвиненија. Така што во овој случај, особено доколку се оди со постапка за екстрадиција, веројатноста дека ќе се повторат постапките е многу големо, иако не и 100%. Еве да речеме дека е одлучено да се враќа и да има повторно судење. Дали во правниот аспект ова е втора шанса за Никола Груевски? Втора шанса. На некој начин да, токму е тоа и поентата да се даде однова шанса за лицето во присуство да може да се брани против ваквите постапки, меѓутоа она што е специфично тука што мораме да го имаме предвид е дека голем дел од делата за кои се товари се сторени многу одамна. Значи станува збор за периодот од 2007-2008 до 2005-16 година. Овие постапки во пракса веќе траат долго. Кај нас повеќето од овие постапки се активни, веќе е оваа година и 1 деценија се навршува како нема правосудни. Некои веќе застарени, да. За некои обвините веќе леже затвор. Да, доколку на тоа се надоврза долгото траење на овие постапки за укинување на правото на азил и за екстрадиција,
И доколку ги земеме предвид измените на кривичниот законник од 2023 година со кои се намалија казните за кривичното дело злоупотреба на службената положба, кое што е најчесто споменувано во овие предмети, најчесто се става на товар, дури и да се врати и да имаме повторување на постапките, постои реален, а не само хипотетички ризик да застарат и овие останати постапки кои се, иако дел од нив застаруваат за 10 дури 20 години од сега. Дали неговото присуство во судници, ако се враќа во ова, би можело суштински да влијае врз исходот на целиот процес, целите предмети врз него? Да, значи, тоа и доколку се види статистиката, не е невообичаено лицата кои се осудени во отсуство да добиваат повисоки казни отколку лицата кои се присутни кога се води постапката против нив, така што тоа е еден од начините на кои што може присуството да влијае на постапките. Вториот начин е секако она што кажав, можноста да предочувате докази, да ги испитувате сведоците и да ги оспорувате доказите лично во судницата, и секако авторитетот на лицето против кое се води постапката, што не може да биде занемарено. И имајќи предвид дека беше поранешен премиер, сигурно и влијанието ќе биде тука ако се појави пресудот поголемо, имајќи предвид дека сите знаеме со тие аудио снимки што беа објавени како тогашниот премиер имаше влијание врз судовите. Да, токму така, затоа што доколку видите и голем дел од овие постапки што се водат против високо профилирани сегашни или поранешни функционери, во многу од нив делува дека најнапред обвинителството долго време собирало храброст за да иницира постапката, а потоа дека и на судовите им требало долго време за да смогнат сили и да донесат одлука, така што неминовно дека и таквото влијание и авторитет ќе влијаат на постапките. Сосема сме на крај. Ако не се враќа Груевски во Македонија и ако Унгарија не им го продолжи азилот, која е неговата судбина според вас, следејќи сите случаи до сега? Дали би можел да го да бега на трета држава или ќе остане уште во Унгарија со без статус на азил? Тоа зависи од многу фактори, значи самото укинување на азил не значи дека тој го губи правото на престојување во земјата, особено доколку долго време бил таму и доколку започнал и да работи и може да добие дозвола на престој за престој врз основа на работни ангажмани, доколку се оформи семејство таму и слично. Евентуално доколку ја напушти Унгарија и да отиде во трета земја од која што нашата држава би имала второбит за да побара враќање назад, односно екстрадиција, меѓутоа сите овие варијанти се само од овој аспект само хипотетички и не знаеме што точно би следувало. Гледате ли волја и правда за негова екстрадиција? Волја веќе имаше две барања за екстрадиција и мислам дека сега веќе се спомнува и за нова постапка за барање за екстрадиција, така што волјата начално постои, меѓутоа во ваквите случаи тоа е далеку од доволно и потребно е да се демонстрира суштинска независност на домашните органи и отсуство на политички притисоци. За да се испраќа некоја порака пред граѓаните дека пред законите секој треба да одговара. Токму така, да. Толку имаме време за овој интервју, ви благодариме многу. Благодарам и вам.